продолжуваме со перспективи 2023, а јас колешката Билјана малку да се одмори, бидејќи имаше голем број учесници. Дел од учесниците денеска не можеа да присуствуваат, бидејќи има итни обврски. Сега со мене тука, јас сум Дијана Тахири од Цивил, како што знаете, кој не знае, еве, ќе ви кажам. Со мене се тука моите драги колеги Драган Мишев и Назми Абдурахмани. Со нив малку ќе поразговараме на малку поинакви теми од тоа што се разговараше сега, но сепак слични. Ќе почнам сега со мојот колега Драган Мишев. Здраво, Драган. Здраво, Дијана. Твоите, да кажам, еве, некоја ретроспектива да направиш од измината годинава што изминува сега, нели? Јас ќе те насочам, бидејќи како колега, што се гледаме од врата до врата, највеќе работеше и се занимаваше и работиш на Цивил медија на темите поврзани со Украина. Едно глобално, глобално случување кое што не потресе сите, целиот свет го потресе оваа година. Што ќе кажеш за ова изминатата година? Како ти прво како лично ја почувствува во тој дел, па можеш и на друг начин ако сакаш и во други делови? Па и лично и професионално, конкретно со случувањата со руската агресија врз Украина, тоа беше испреплетено, така да имаше моменти каде што беше тешко професионалното да се издвои од човечкото, бидејќи тоа беше еден таков настан што не остави рамнодушен никого во светот, во демократскиот, слободарски свет, така да верувам дека и кај истите луѓе и кај нас кои ги делат тие вредности. Значи, годината фактички конкретно за мене во оваа насока не започна на 1 јануари, туку како да започна на 24 февруари со нападот на Русија врз Украина. Тоа беше, иако и предходно имаше и најави, и насоки дека ќе се случи такво нешто, сепак човечки да се надеваш дека такво нешто нема да дојде до такво нешто, особено во 21. век, меѓутоа се случи тоа што се случи и тоа беше еден таков шок, иако очекувано, сепак беше шок, значи напад врз соседна суверена земја. И како што започна нападот, така и во текот на скоро цела година, веќе 10 месеци помина, влегуваме во 11-тиот месец од таа руска агресија, ја одбележува се уште до последно, ја одбележува 2022 година, значи со напад, со масакри, со убивања, со гранатирања, оставање и оставија милиони луѓе во Украина без грејење во текот на зимата, што е според мене еден монструозен чин. За време на најголемите празници сега христијански, што нели главните актери се всушност и христијани, без разлика дали православни или католички верници, во текот на најголемите празници, кога луѓето треба да слават, да бидат со своите семејства, најголемите напади всушност се случуваат за време на овие празници. Но, еве како да кажам, единствено нешто што во овие тмурни времења е тоа што, како една светла точка во конкретнава ситуација, тоа што и покрај сите тие напади, покрај сите тие злосторства што се случуваат таму, не успеава да го скршат духот на украинците и тие истрајуваат. Значи,
ја бранат својата земја, а меѓутоа не само својата земја, тие тука го бранат и целиот демократски свет, ја бранат демократијата, слободата. Да се И за сите надоврзам на нас, тоа. да. Медиумски гледано, и како медиумски работник, но и лично, и професионално и лично, како ти изгледаше покриеноста на станите нели во Украина, во Македонија, но и низ светот. И друго, солидарноста на целокупниот народ во Македонија со украинците и светската солидарност, на кое ниво беше? Можам да кажам конкретно и во двата случаја, мислам дека ние и како држави, како општество, и како луѓе, и како медиуми заостануваме зад светските случувања и поддршката што се дава за Украина. Така да на почеток на војната многу, како да речам, слабо, еден дел само сензационалистички го покриваше случувањето, војната, агресијата ја покрива, зборам за медиумите во Македонија, дека ги покрива повеќе од руска гледна точка. Се пренесува, значи, информации дојдени од руските скоро сите пропагандни центри. Да, скоро сите се провладени пропагандни центри и најчесто доаѓа и преку српските пропагандни центри, така да можам да кажам дека Цивил беше еден од првите, можеби и прв кој Цивил први ја осуди. Ја осуди, меѓутоа и еден од првите, и ако не и прв кој случувањата во Украина ги споделуваше, ги следеше преку украински и западни медиуми кои даваа малце поразлична слика од тоа што тука на почетокот, барем на почетокот на војната, меѓутоа и потоа се продолжи, се споделува информација од, повторно ќе кажам, од руската пропагандна машинерија. Дали се уште трае тоа или се уште трае, да, тоа е толку навлезено дури за жал и меѓу луѓето, поготоа особено може да се забележи на социјалните мрежи, каде што, еве, например, ние како известуваме за војната, сме целна напади од, не знам да ги наречем русофили или ботови. Ботови или како, и мешано. Дали се само многу гласни па изгледа дека се многу или как? Па мислам дека пред се организирани. Гласноста им доаѓа од тоа што се организирани од некој центар. Гласноста доаѓа од премногу викање, а малку луѓе се. Сега дали можеме некаква разлика да направиме? Дали се многу што ги поддржуваат? Не се многу, ги има, да не речем, едни исти луѓе се појавуваат на повеќе медиуми за да шират. Да ги шират. Ние ги следевме. Тие се неколку кои се дежурни во одбрана на некоја нивна, не знам, не ми јасно зашто имате потребата да... Може би се платени. Па да, најверојатно. И платени или... Платени на овој или оној начин, секако нешто имаат некаква корист. Исто и за солидарноста, мислам дека ние како држава, да, се вклучивме, имаше неколку донаторски акции, примивме можевме колку што дојда бегалци од таму, им излеговме во пресред и дониравме опрема и оружје од Министерството за одбрана, или владата застана и како членки на НАТО, нели, застанавме зад Украина, секако го осудивме руските напади. Меѓутоа, мислам дека како луѓе потврдивме. Тука требаше малце повеќе да покажеме солидарност и човечност. Во која смисла? За поддршка на Украина. Например, конкретно
во демонстрациите или протестите што ги организираше украинската заедница во Македонија, гледавме дека слични такви се организира на секаде во светот и секаде беа полни со луѓе, има огромна поддршка. Кај нас одзивот беше слаб. Истите луѓе, да, не. Исто така и од судот од народот кон агресијата се уште кон Русија како агресор. И до сега беше недоволна и сега се уште има луѓе што на тоа не гледаат како на проблем кој е светски проблем, не засега и нас, да не зборам од аспект на целата криза и енергетска и економска и што настана баш токму поради руската агресија врз Украина. Но не признаваат дека е Не, тоа не се признава, значи добро, тоа Фала, драги, за една ретроспектива од 2022, меѓутоа ќе се вратиме пак. Со нас е денеска и нашиот нов колега Назми Абдурамани. Паршандетје, Назми. Паршандетје, Диона. Мирсеевде. Фалимдерет. Со него ќе разговараме денеска со тебе, Назми, бидејќи ти си наш нов колега, речи си месец дена си во Цивил. Да. Во Цивил медија, па се запознаваш и со оваа работа. Колку ти е различна работата од други медиуми каде што си работел порано? Значи, морам да кажам дека сум пријатно изненаден, значи има повеќе дружба, има динамика, има условно кажано мудрост, има стари колеги што си пријатно поминуваме во однос на другите редакции каде што сум работел. Значи тоа како почеток. Во однос на медиумите, ти работиш веќе колку време во медиуми, работиш како медиумски работник? Како медиумски работник работам веќе 11 години. Една ретроспектива за 2022. Медиумите се, мислам, морам да кажам дека медиумите се опасна алатка ако е во погрешни раце. Значи 2022 година морам да кажам дека предизвикувачка беше во некоја смисла, затоа што гледам по дебатни емисии, особено во земјава, се канат некои гости што навистина има донекаде и говор на омраза и навистина ако продолжи на тој начин, мислам дека може да предизвикува несакани последици, поради тоа што нас како општество ни е потребна и медиумска едукација. Така да Зошто се канат тие луѓе? Што мислиш? Дали е тоа однемање ресурси, немање кого канење или намерно? Мислам дека дебатните емисии особено, мислам дека се многу чести. Замислите, сега има 5 пати на недела. Значи секој ден. Но тоа е слобода на говор. Да, слобода на говор, се истрошуваат темите, па после може да бидат, не знам, може да биде и како пропаганда. Особено сега кога зборуваме за и нашите соговорници што зборува за руска агресија врз Украина, сега имаме и конфликтот Косово, тензијата уствари Косово-Србија. Значи се создава нека перцепција и што некои центри може да придобијат од овие несакани действија. Ти во Цивил дојде преку неодамнешниот семинар што го одржавме, мал мини проект отпорно новинарство во борбата против говорот на омраза и дезинформациите. И таму имаше, колку што знам, бидејќи тесно соработувавме сите заедно, колку што знам имаше доста контакти со имаше интервјуа
Не само ти, туку и другите колеги кои што ги работевте заедно, интервјуа со различни личности од различни професионални профили за тоа што значи отпорно новинарство и дезинформација, нели? Што ќе кажеш за тоа? Од сите тие што ги слушна во една мала прогнозичка. Значи беше многу интересна, значи научив нешто ново, пошто беше ново за мене, како нов долгогодишен новинар и значи беше многу интересно со соговорниците што правевме мини интервју, значи како да се надоврзам, значи пропагандата е опасна алатка кога се шири преку медиумите, особено сега и преку социјалните мрежи. И соговорниците беа професионалци во тоа што го работат и го говорат. И на вистина беше едно одлично искуство за мене, пошто треба на вистина да бидеме ние медиумските работници рационални, совесни и да можеме да детектираме каде е, која е вистината, лагата и пропагандата. Значи мораме да направиме една дистинкција во однос на ова и да можеме да бидеме тој отпорот меѓу нив, лагата и вистината. Сега вистината се надевам дека сме ние. Ти благодарам. Драги, ајде перспективите за 2023. Перспективите за 2023 многу ми наликуваат на Скопје овие денови. Завиено во магла, тамурно, неизвестно. Светло некаде? Пева како денеска, така. Да, Ќе излезе, ќе излезе по некој зрак на светлина. Што се надеваш? Што посакуваш, што се надеваш? Ајде да речеме за Украина ја почнавме, меѓутоа можеш и слободно и за нашето општество. Потсеќава на што посакуваш како на изборите на Миско ќе ги прешаваш. Да. Што посакувате и сите имаат мир во светот. Мир во светот. Па мир во светот. Право се, да. Да, мир во светот, ама каков мир е исто прашањето, значи мир со какви компромиси. Да, со какви компромиси, секако пред се мир во светот. И таму кај што и да запре страдањето на тие што страдат моментално, мислам не само во Украина, кај целиот свет има конфликтни зони каде што страдаат луѓе, каде што се кршат човековите права. Значи тоа би посекал малце повеќе хуманост, кој би довеле до мир во светот, равноправност, еднаквост, да се Да, колку може еден човек да поприми, да придонесеме за да го направиме светот подобро место. Колку би можеле да придонесеме, колку може еден човек да поприми од сите несреќи што се случуваат во светот, да не си го поприча, да научиме од грешките и да не ги повторуваме. Тоа е многу важно. Благодарам. Назми, исто. Што би посакал 2023? Значи би посакал здравје, најпрво, па после благосостојба. Што мисля под благосостојба? Мир во себе, душевно мир, па после со другиот спроти нас и како заедница, па после како општество и глобално, како... Ете за медиумите? За медиумите, тоа е деликатна сфера. Значи, таму мислам дека треба и сите ние заедно да сплотиме сили и да можеме, особено во вакви времења каде што има различни ситуации, тензични ситуации, да можеме да придонесуваме кон тоа што да го издвоиме лагата и вистината. Значи тоа мислам дека ќе биде предизвик и ќе остане предизвик во ова година што доаѓа, за да можеме населението или општеството во целина да биде правовремено известувано и вистинето.
Ви благодарам и на двајцата што ми бевте учесници, што бевте што прифативте како прво и што си ги кажавте. Да. Благодарам.